кучиња сакам генерално. Улично куќе си чувам у влез кај мене. Во зоолошката реалност слабост ни беше коко на сите шимпанзите. А иначе ги сакам по и тигароти, и лавовите, белите лавови, многу ги сакам. Искрено да, поднесов, бидејќи дознав од колеги и од посетители, од луѓе што доаѓале од зоолошка. Ме замолија, ми пиша, се пријавив на огласот. Таму кога би дошол, би сменил многу работи, за да се вратам на старите патеки, како што било до 2022. Прво би почнало тимот што е одговорен за организација на зоолошката, хигиената, контактот со други зоолошки странски и најважното се враќање во Европската асоциација за заштита на животни јаза. Генерално проблемот ја го лоцирам у менаџментот. Тоа што се смениле директори у таква институција повеќе не е добро, не е некоја институција од технички карактер, таму се работи со живи суштества. Генерално со животни, нега на животни и многу посетители. И ако немате раководител кој што се грижи секојдневно и е секојдневно присутен, е лошо. Јавноста препознава, сигурно памти какви денови имаше оваа институција, дека беше една од најпосетените, можеби и најпосетена во Македонија. Памтат валда луѓето дека странски портали и медиуми известуваа секојдневно за нашата зоолошка, а сега се доведе во ситуација да наши медиуми не објавуваат, освен ако објавите, ако не дај Боже вака се деси нешто лошо, па е актуелно, а тоа не е добро. Имаш голема помош јас од општествено одговорни фирми. Сега да не ги рекламирам, ама сите беа од поголемите компании во Македонија, сите во најтешкото во 2018, кога решивме да ја правиме, застанаа позади зоолошката. Ја беа сериозна финансиска инекција за неа, годишно беа околу 150.000 евра, што многу и помага и за организација, и за градба, и за храна. Тие исти јавни личности, таа јавност застана и во 2018 позади зоолошката кога дојдов ја на тоа место, бидејќи ја затекнав непосетена, запуштена, значи тие беа стални гости во зоолошката. Од кога дојдов јас и ја дадоа целосно својата поддршка. И ден денес ја поддржа Мија Костова, Марко Сладкар, Лила Филиповска, Кристина Арнаудова, Панки, Перо Антич, други спортисти, многу. Панчо ДНК доаѓа секојдневно, ја рекламира, ги заедно со вработените во зоолошка секојдневно помагаа на вработените, става слики, сториња со нив, ги едуцира помладите и се створи една навика кај што луѓето во тие моменти 2019 и 2020 ја прифатија зоолошка како место да дојдат со своите деца и да се едуцираат. Родителите си седнуваат, си пијат кафе, децата си шетаат со вработените, тука беа присутни сите овие што ги набројавме и добра приказна беше. И многу сум им благодарен и тогаш им веф и сега на сите. Се надевам дека ќе ги следи правните моменти и дека огласот ќе помине кој што треба. Кој што знам, само јас сум пријавен на огласот. Ако не ме избере да е жива и здрава, нека продолжи така. Ние пробуваме, како што реков, да направиме нешто, да спасиме нешто што се уште е живо. Не, тоа е за мене премногу прворано и преголем залог е тоа за некој што нема работено локална самоуправа. Но во иднина, зашто да не, би размислувал можеби за некои 10 години. Видете, Скопје е важен град, кој да е градоначалник, дали било од СДСМ, дали било од ВМРО, важно е што повеќе да ги деполитизира институциите. Доколку му успее да ги деполитизира локалните институции, ќе го сакаат и повеќе луѓе и ќе трае повеќе.